Градските власти денеска официјално ја објавија одлуката за номинирање на Скопје како можен кандидат за титулата на Европската комисија, Европска престолнина на културата за 2028 година. Сите активности на градот или во градот, како што е реновирањето на универзална сала, ќе бидат насочени кон целта Скопје во 2028 година да биде Европска престолнина на културата, рече градоначалникот Петре Шилегов и додаде дека искуствата од досегашните престолнини покажуваат дека за секое вложено евро, градот добива назад 8 евра. Добивањето на оваа титула, како што рече Шилегов, ќе значи зголемен број туристи, препознатливост и поголем развој. Оваа апликација е доказ за нашите заложби, дека Скопје треба да е европски, модерен град, каде што вистинските културни вредности ќе бидат на највисоко ниво. Речи си да нема главен град на Европа кој што не бил кандидат за овој престижен европски статус. Да се биде Европска престолнина на културата не значи само богата програма на настани, туку и заграбување и оживување на нови културни простори. Тоа е потврда на културната различност на Европа и илустрација за тоа дека културата обединува и дека истата не знае за граници. Искуството од досегашните престолнини, ако е што со Пловдив можеме да го споделиме, покажува дека за секое вложено евро градот добива назад 8. Токму затоа оваа титула ќе значи зголемен број на туристи, препознатливост и поголем развој. 2027 година брзо ќе дојде и ќе помине, но она што како град ќе го добиеме и ќе остане како негово наследство, ќе трае со години и години потоа. Кога ќе биде објавен повикот за кандидатура во 2021 или во 2022 година, ние ќе треба да поднесеме апликација која е сложена и во која ќе треба да бидат одговорени многу прашања, кои експерти од Европската комисија ќе ги разгледуваат и преку процес на селекција ние ќе докажеме дека заслужуваме да ја добиеме титулата. Експертите препорачуваат најмалку 3 до 4 години пред време да се почне со подготовките и еден од критериумите за успех е тоа да не биде кабинетска програма, туку програма која навистина многу ќе му значи на градот. Скопје и неговите граѓани, Скопје и неговите културни работници ќе сторат се оваа наша апликација да стане реалност. Тимот предводен од Роберт Аладјозовски како стратешки координатор на оваа активност, јас искрено верувам дека во 2027 година Скопје ќе може да го наречеме Европска престолнина на културата и ќе се брои во редот на градовите како што се Ливерпул, Даблин, Амстердам, Мадрид, Истанбул, Копенхаген, Пловдив и други европски градови. Сите заедно да вложиме што е можно повеќе да успееме оваа апликација, оваа престижна награда да стане дел од скопската иднина и да стане дел од скопското наследство. Роберт Аладјозовски, координатор на тимот Скопје, Европски град на културата 2028 година, ќе соопшти дека иницијативата и подготвителните активности за кандидатура се почнати од 2014 година, а одлуката е донесена дека со сигурност за 3 години од сега ќе се кандидираме. Градовите Пловдив и Љубљана му ги пренесуваат своите искуства и му помагаат на град Скопје во подготовката на оваа апликација и да се добие титулата Европски град на културата за 2028 година.